Почитувани медиуми, како изминативе 7 години состојбите во земјоделството никогаш не биле полоши. 7 години земјоделците се целосно заборавени од владата на СДС, Димитар Ковачевски и Љупчо Николовски. Се сменија тројца министри и секој најава подобрување на земјоделството, но резултати до ден денес нема. Земјоделците едва преживуваат, а голем дел од нив веќе ги напуштаат нивите бидејќи не само што трудот и маката им се невреднувани, туку се и поценети. Најдобар показател дека ситуацијата во земјоделството изминативе години е катастрофална покажаа протестите на земјоделците ширум Република Македонија, кои бараа помош од владата на СДС и Николовски. И наместо помош добија обвинување дека протестите биле партиски и дека некој ги користи за политички поени. СДС, Николовски и Ковачевски, наместо вината да бараат во себе за хаосот и пустошот во земјоделството, ги подценуваат земјоделците кои со својата честна работа заработуваат за себе и своите семејства да ги прехранат. Од 7-годишното владење на СДС, Ковачевски и Николовски, ситуацијата во земјоделството е следна. Ненавремена исплата на субвенциите и намалување на субвенциите, несигурен пласман и ниски цени на земјоделските производи во сите земјоделски гранки, проблеми со наводнување на земјоделските површини, неравноправна распределба на земјоделското земјиште, односно, наместо земјоделците да го добијат земјоделското земјиште, истото завршува кај лица блиски до Николовски и до власта. Македонија стана увозно зависна од храна, која моли и купува храна од соседните земји, додека граѓаните јадат небезбедна храна со потврдено присуство на пестициди. Ненавремено справување со африканската свинска чума. Граѓаните плаќаат скапо огромно дрво, додека тендери за преработка на опожарените дрва земаа блиски фирми до власта и Николовски. Николовски потпишуваше договори за доделување на земјоделско земјиште по багателни цени, криминали и злоупотребување со ИПАРД фондовите, унапредување на партиски лица блиски до Николовски и вработување на кадри на СДС. На само еден месец пред гласањето на техничка влада, СДС и Ковачевски сакаат да си го озаконат предизборниот подкуп и преку така наречениот антикризен пакет, само на неколку земјоделци ќе им даваат по 1000 денари, и тоа се до завршување на изборите. 7 години ги заборавија, а сега на само неколку месеци пред избори ќе им делат по 1000 денари. Нивните 1000 денари нема да им помогнат не само на земјоделците, туку ниту на граѓаните нема да им помогнат. Земјоделците не бараат милост, туку бараат достоинствени цени за земјоделските производи кои ги произведуваат. Им порачуваме дека нивните нечестни и дволични игри се препознаени од земјоделците. СДС веќе нема поддршка од граѓаните и тоа е јасно. Со еден збор, во земјоделството никогаш не било полошо. Но важно е на парламентарните избори да ги поразиме. ВМРО ДПМН има план, визија, стратегија и проекти за земјоделците и ќе започне со реализација веднаш по формирање на идната влада. Време за промени. Време е да се стави крај на поразните политики на владата на СДС, Ковачевски и Николовски.